Prognoza za utрешното време. Сончево и топло. Драги слушатели, ви пожелуваме добра ноć. This is the camera record of earthquake disaster 220 miles out of Belgrade in Skopje, ancient capital of the Yugoslav province of Macedonia. U zoru 26. srpnja 1963. Skopje je zaljuljao razorni potres od 6,9 po Richteru u trajanju od 20 sekundi. U sljedećih pola sata uslijedilo je još nekoliko podrhtavanja, što je srušilo gotovo 80% glavnog grada Makedonije. Poginulo je 1000 ljudi, a bez krova nad glavom ostalo gotovo 200.000. Skopje, a city as old as Western civilization, will be rebuilt on a safer site to be determined later. Време е да излеземе на терен. 26 јули е денот кога Скопје доби својата прва голема лузна, но и денот кога на Скопје му се покажа колку голема љубов и поддршка всушност има од другите градови и држави. Во чест на овој настан, Младинскиот културен центар Скопје, град Скопје и музеј на град Скопје организираат настан преку кој ќе се одбележат 59 години од катастрофалниот скопски земјотрес. За значењето на денешниот ден за градот, но и за тоа каква е агендата со која што ќе се одбележи денешниот 26 јули, е тема на која што разговараме со нашиот колега Бранко Чупески на една од најубавите локација која се прошума во главниот град пред старата железничка станица, символот на Старо Скопје. Бранко, добро утро. Добро утро, колеги, добро утро, Македонија. Кики не е една од најубавите, туку е најубавата локација во Скопје. Се најжив додека го кажувам ова. Ова е срцето на градот, а денеска е денот на Скопје, не е денот на ослободувањето, не е државен празник, не е верски празник, туку денеска е модерниот роден ден, вториот роден ден на нашиот главен град, а за некого освен главен Скопје е и роден град. Велиме модерен затоа што на 26 јули 1963 Скопје го доживеа, го преживеа и го надживеа најголемиот ужас во својата историја, барем онаа што ние денес ја паметиме и ја знаеме. Сме слушале за приказните од минатото, но дел од генерациите кои не можат да го избришат тој ден од сеќавањата се уште живи и сведочат за тоа пеколно утро. Тој црн петок пред 59 години во 5 часот и 17 минути кога изастана овој часовник на старата железничка станица во Скопје, нашиот главен град беше погоден од земјотрес, катастрофален земјотрес со јачина од 9 степени по Меркалиевата и над 6 степени по Рихтеровата сеизмичка скала. Земјотрес кој траел 20 секунди, но земјотрес кој ќе се памети за навек. Повеќе од 1000 луѓе ги загубиле животите, а 4/5 од населението или во бројка над 200.000 граѓани, жители на Скопје, го загубиле кровот над главата. Но како што Скопје го преживеал Пиколомини, како што Скопје се исправил пред сите освојувачи, како што Скопје ги преживеал Првата и Втората светска војна, така Скопје го преживеа, но никогаш нема да го заборави земјотресот од 63-та. Јосип Броз Тито тогаш го ветил и го испорачал најубавиот проект што некој може да го замисли и да го нацрта за еден град на Балканот и во Европа, но од причини познати само на оние што биле на управувачките и раководните позиции низ годините, што поминувале, замислата на Кензо Танге никогаш не се претвори во реалност. Многумина ветуваа и се уште ветуваат, но од ветувањата нема ништо. Беше тоа далечната 1965-та, кога јапонскиот виртуоз по архитектура го замислил Скопје како Токио на Балканот, но тој замина 2005 година без да доживее да ја види реализацијата на една од неговите најголеми, најбравурозни, најспектакуларни архитектонски идеи. Не видовме ниту ние ништо од тоа, не видоа нашите поблиски предци, нашите родители, да се надеваме дека и днината што доаѓа, дека младите ќе видат барем малку од некое ново, модерно и современо Скопје. Се разбира, ние скопјани никогаш и за ништо не губиме надеж, и покрај се Скопје е бисерот на Балканот, и покрај се Скопје е уникатна
европска крстосница и покрај се Скопје е градот во кој што сакаат да живеат сите без разлика од каде се. Во Скопје се населени и оние што потекнуваат од градот, во Скопје се населени и оние што дошле пред многу години, во Скопје се населени и оние што дошле од скоро и сите остануваат тука, никој не си заминува од Скопје, никој не си оди. На сите заедно им оставен аманетот да го чуваат и да го негуваат градот што никогаш не спие, колку тие ќе го чуваат, толку тој ќе им врати, затоа што животот е двонасочна или по скопски двосмерна улица. Скопје во 2022 се бори со пренаселеност, со неорганизирани населби, со загадување опасно по животот. Скопје во 2022 се бори со пеколни летни бранови поради асфалтот и бетонот и се разбира поради зеленилото кое што недостасува во нашата престолнина. Скопје се бори со ладни и тмурни зими кога небото е црно затоа што во Скопје во зимскиот период се грее кој на што сака и гори кој што сака. Скопје во 2022 живее со добри и со убави, но и се бори со катастрофални сообраќајни решенија и со возачи кои се опасни по животот. Чудно е што чуварите на Скопје понекогаш можат да се справат и со најтешките, но не можат да се справат со овие наједноставни проблеми на светот. Скопје во 2022 во 21 век се бори со возила паркирани на улиците и на тротоарите пред дворовите на големите скопски газди, во наводници се разбира. Во Скопје во 2022 на кого ќе му текне застанува каде што сака, најчесто во првата коловозна лента или трака, за да си купи бурек или кафе или да уплати ливче во кладилница, ова е жаргон, нели? Во Скопје се уште се кинат казни ако си голем. Скопје во 2022 се соочува со пешаци кои што нема каде да поминат и пешаци кои што излегуваат на пешачките премини со челични штитови во надеж дека ќе се спасат од модерните кандидати за најновото продолжение на франшизата Fast and Furious, кои што жестоко тренираат и секојдневно ги практикуваат вештините по скопските улици. И пешаците не се наивни, ги газат зелените појаси, се качуваат преку жардинерите во кои што има трева, несвесни за неубавиот впечаток што го оставаат додека го прават тоа и за она што го оставаат откако ќе ја прегазат тревата, а секако несвесни за опасноста по животот. Скопје во 2022 боледува од најтешката леплива маса што му е денес позната на човекот, а тоа е спојот меѓу жежок опинок, односно опинок и жежок асфалт. Тоа е леплива маса која што кога ќе се создаде никој жив не може да ја одлепи. Ова опинок е квалификација на однесување, се разбира, не е квалификација за потекло и се уште во 21 век не се најде јунак да го организира и да го среди најуникатното место кое што го имаме, а не го почитуваме. Скопје некогаш имаше езеро Треска, имаше се уште има, меѓутоа не во таква форма Стара Чаршија, има Кале, Корзо имаше Луна парк, имаше фонтана, ја има, но не се користи како некогаш. Го имаше Кермес, Маргер, Метропол, офицерски дом, Ристичева палата, имал подроми, пивници, локали, бифеа, собиралишта, игралишта. Денес има само спомени кај повозрастните спомени кои брзо бледеат и се губат затоа што нема кој да ги сочува. Делови од Скопје се чисти како најсовремените аптеки, меѓутоа делови од Скопје тонат и се дават во ѓубре. Скопје од секогаш бил во текот со модата и со забавата. Во Скопје доаѓаат на журки и београѓани. Се уште во Скопје се наоѓа по некој кафич во кој вреди да се седне и да се посети, во кој што нема кич и шунд и места, локали во кои што човек може да се чувствува човек. Во Скопје се носеле и се носат скинати и нови, слимфит фармерки и звонарки, ермакс патики и штикли, машки и женски. Во Скопје и денес се носат шалвари. Во Скопје се возат точаци, не велосипеди, туку точаци и тротинети, од најефтините до најскапите. Во Скопје, иако поредко во овие години се возат и ролерки и ролшули. Во Скопје, иако помалку од некогаш, се уште се игра баскет. Во Скопје, иако поредко од некогаш се организираат најубавите и најквалитетните фудбалски турнири во мал фудбал. Во Скопје доставно има се и од се по нешто и се за секого. Скопје ги има Кометал и Вардар, ракометните европски шампиони, да не ги заборавиме. Скопје го има и фудбалскиот клуб Вардар, кој слави 75 години од своето постоење, но за жал игра во втората лига.
Првите дресови на Вардар биле црвено-бели, но 63-та по земјотресот во чест на жртвите и на сето она што му се случи на Скопје во тие 20 секунди, Вардар носи црвено-црни дресови. Скопје ги има кошаркарскиот клуб Работнички, одбојкарскиот клуб Работнички, го има одбојкарскиот клуб Вардар, го има кошаркарскиот клуб МЗТ, ги има фудбалските клубови Алумина, Локомотива, Македонија, Ѓорче Петров и така натаму. Во Скопје се раѓале и се раѓаат уметници, музичари, спортисти, научници, доктори и други двигатели на современиот општествен поредок. Токму тие треба да ја вратат проблематиката во своји раце и да одлучуваат за животот на главниот град на Република Македонија. Средната класа од секогаш го красела и го чувала Скопје, таа треба да продолжи да го прави тоа. Животот е најубав во средина, а на краевите секогаш боли денес или утре помалку или повеќе. Скопје има институции кои што потсеќаат на она што на вистина Скопје е, па така во МКЦ денеска ќе биде отворена изложбата за Скопје со срце од целиот свет, како што светот некогаш се сплоти да го изгради, да го обнови Скопје, така секоја година на овој датум, овој град и овие граѓани му враќаат на светот. И ова мала монолог беседа, во која залета и по некој скопски збор, ќе ја завршиме со уште една констатација од срце, како и сите претходно констатирани, напишани, прочитани и соопштени. Време е поздравот добра ноќ Скопје, кој не потсеќа на копниот 26 јули 1963, конечно да биде заменет со нов современ поздрав кој што ќе гласи Добро утро Скопје, поздрав кој што треба да ги разбуди скопјани. Студио. И на крајот на денот, Бранко, ниту ова Скопје за кое што зборуваше изминативе 8 минути не би го замениле за ниту еден град на светот. И на крајот на денот ова Скопје заслужува и ние и генерациите по нас да дишат, да живеат за него, да го унапредуваат и да се гордеат исто онака како што и генерациите кои што сведочат на 26. јули 1963 гордо зборуваат за тоа тогаш на Скопје. Благодарам, Бранко.